моето чувство е, бидејќи ја немам статистиката пред мене за да зборуваме со бројки, дека многу повеќе се охрабруваат и многу повеќе зборуваат. Не сум сигурна дека тоа го прават јавно, во јавната сфера, значи на телевизија, на радио, на интернет, меѓутоа со луѓето во нивната околина секако дека чувствувам дека се повеќе и повеќе се разговара на темите, особено кога се работи за младите луѓе. Јас навистина им честитам на сите оние жени кои се доволно храбри и излегуваат јавно да зборуваат за тоа што им се случило или случува во моментот и си бараат помош и поддршка за да си ги решат ситуациите во кои што се наоѓаат. Ми се чини дека е мултифакторно и дека секоја една жена си има своји причини поради кои што едноставно не истапува. Треба да зборуваме секако поотворено за дополнителната виктимизација, односно ревиктимизација на жртвата која што веќе е жртва во тоа што и се случува, со тоа како зборуваме за насилството и за конкретните случаи во јавноста. Знаеме дека тоа многу сензационалистички се пренесува, дека се трудиме да добиеме повеќе кликови наспрем да и укажеме на жртвата дека ја почитуваме и дека сме емпатични кон тоа што и се случува и да ја оставиме доволно простор за да ја охрабриме и таа самата да влезе во лавиринтот, да се избори со проблематиката. Особено е значајно што кај нас се помалку забележувам директни механизми кои што ги можат да ги употребат за да се заштитат себе си. Така што и тоа верувам дека е доста обесхрабрувачки на некој начин за нив. Едноставно, кога не гледаш дека некој ти подава рака, не ја пружаш ни својата на некаков начин. Многу од жртвите не знаат каде да се обратат. Имаше една кампања во соседна Србија каде што на влошките се беше оставен телефонскиот број на линијата за поддршка, каде што можеа веднаш да се јават додека се затворени во тоалетот во некоја минимална безбедна средина за нив. Тоа нешто не се случува кај нас. Откако ќе се охрабри да пријави, почнува еден нов циклус на изложување, каде што ќе треба да биде многу храбра жртвата, каде што ќе треба да биде многу истрајна, многу силна за да го помине целиот тој процес, бидејќи приказната ќе треба да ја раскаже илјадници пати. На секој еден што е заинтересиран и ќе побара да ја раскаже својата приказна, за да ги увери дека навистина е така тоа што се случило и да ја понудат својата помош. Тоа значи дека секој пат кога раскажува за самото искуство, одново и одново поминува низ ситуацијата која што е навела да дојде да побара помош. Така што и да не забравиме дека долго траат овие процеси, не се нешто лесно, брзо, решливо и тоа само значи дека жртвата ќе остане во траумата извонредно долг период.